Програми наменети за целата публика. Месец мај, месец на младите, месец кога се слават матурите и абсолвентските. Вечер кога треба секој да заблеска, секој во свој стил со своја приказна. Иако има време до нејзината абсолвентска вечер, и оваа емисија ќе заблеска една девојка. Запознајте ја Симона. Има 22 години и е од Скопје. Абсолвент е на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за социологија. Нејзината приказна е едноставна. Потребна е промена, а наближувањето на нејзината абсолвентска прослава е добар повод за тоа. Па затоа и помогнавме. Успеавме овој иден социолог да го социализираме на најубавиот стилски начин. Оваа девојка во нашата емисија поради нејзината другарка Моника. Таа смета дека на Симоне е потребна промена, нешто што ќе ја извлече од рамките на секојдневниот и едноставен начин на облекување. Симона е едноставна девојка, тивка и љубезна. Сака промени како што вели и самата често ги практикува. Најмногу оние на косата. Но каква е сега нејзината коса? Дали е навистина средена? Погледнете. Ви личи ли ова на некој што навистина се грижи за својата коса? Екипата на Комплетно нова ја следеше оваа девојка, па што забележаа нашите камери? Погледнете како се шетаа оваа девојка. Зелена блуза, црни панталончиња и црвено-бели патики. Несредена коса и без шминка. Девојко, па зарем не свати? Не си повеќе во средно. Порасна и потребна ти е промена на стилот. За успешно да се социализираш во општеството како дипломиран социолог, потребно ти е најнапред промена на стилот, и тоа под итно, но без паника. Тука сме ние. Екипата на Комплетно нова за само еден ден ќе го промени комплетно надворешниот изглед на оваа девојка и ќе ја претвори во комплетна нова личност со нов стайлинг. За нашата мисија да биде успешна ни требаат повеќе информации за Симона, а истите ни ги открија Моника и Теодора, нејзините другарки. Екипата на Комплетно нова заедно со Јана и Владо уживаа во разговор со овие девојки во кафе Балтазар. Ова се Мони и Теодора. Здраво. Здраво. Но зошто всушност ја пријави Моника својата другарка во Комплетно нова? Јас сум тој виновник што ја пријави Симона, зашто мислам дека ја потребен комплетен нов изглед. Дефинитивно. Мислам, Симона поизгледа, ама мислам дека може и поубаво да изгледа тоа што сега. Да не ја гледам секојдневно во, не знам, панталончиња, такви некои. Не земува, не алат. Да, не земува. И ми смета тоа што не става шминка дневна, нокне, така што и тука мислам дека треба да се Ни шминка не алат. Да. И така, токму заради тоа. Особено коса ти е многу важна, значи коса ти е. Каква е коса? Оштета на бљак. Коса ти е, па не знам што да ви кажам, оштетена е. Суперлер. Ја направена, има многу трансформации правена на косата, од плава до кафеава, до црна, шатирана, што се не. Сега се обидува во последно време да пушта својата боја, меѓутоа така потешко ја успева. И до пола е нејзината боја, од пола е... Што сакаме така? Така што да. Плаусо со фарбан корен. Тие велат дека нивната другарка не користи шминка, а нејзината коса дека претрпела многу трансформации досега. Променила многу бои и фризури. А што велат овие девојки за стилот на нивната другарка? Симона во принцип се човек што сака да експериментира со све, така што мислам дека А како до сега не успеала да се спастрира после толку експеримент? не, значи спастрена се меѓутоа во различни стилови. Значи секој пат кога ќе видите Симона, секој пат ќе видите на различен начин изгледа, различно да. Денеска ќе видите на пример во некаква класична варијанта, утре ќе ја видите скроз во некој откачен шик изглед, со некои шалвари, со некои такви шарени алишта, да. И на вас ви се смачи дојдете на кафе и да не знаете како да искомбинирате водност на неза. И реши. Да, бе, жени треба да се искомбинират едно со друга. Но пропад го слушам. Па ние ќе бидеме во тон. И на крај, секако се скрои планот за тоа како да се извести Симона дека е веќе дел од Комплетно нова. Моника смисли се. А како? Па јас имам еден план. Значи... Да не можам да Супер.
Значи да договориме да се чекаме кај Кирадико. Ја да смислам. Тоа е многу природна ситуација. Да, природна ситуација. Јас ќе договорам се што треба. Ти кажам дека ќе одиме да гледаме за Абсолвенска, да купуваме. Да. И таман ќе дојдела како едно сюрприз. Ова би требало да биде одлично изненадување и добра подготовка за Абсолвентската прослава. Следува, каква ли ќе биде реакцијата на мирната и тивка девојка? Ќе ја промени ли својата смиреност? Следете не! Како нејзини блиски другарки, кои се познаваат долго време, Моника и Теодора сметаат дека Симона позитивно ќе се изненади и ќе прифати да биде дел од комплетно нова. Повторно сме на почеток на уште еден убав ден и денеска што ќе правиме, Владо? Денеска ќе ја ловиме Симона која што е позади нас и носи нешто портокалово и огромни наочари. И сезоната на лов може да почне за некоја минута. Девојчето си е во опуштена варијанта затоа што мисли дека ќе оди на кафе со другарка И се одеше по планот. Моника се договори со Симона да излезат на кафе, а на договореното место наместо Моника пристигна екипата на комплетно нова со Јана и Владо. Што се случи? Како и соопштија на Симона дека е дел од комплетно нова. Комплетно нова? Па имам една шваđа, но мислам првата емисија. Ти се викаш Симона? Епа со нас си денеска. Каде, како, што? Сакаме да ги изведиш научарите за да можеме да ти ја видиме реакцијата. Ти сега се чекаш со другарката, така? Да. Епа другарката те намести и ние сме намести другарката. А какви беа реакциите? Шок се малце. Поместува се, поместува. Убави ногти тоа. Супер почеток. Добро. Дали знаеш што ќе ти направиме денеска? Ај, пошто си гледала комплетно нова, кажи што се случува. Имам фатено малце, значи мислам дека беше првата емисија и на крај една девојка со долга коса беше, знам, ја сликавте со маж, мислам дека беше. Елена? Таа само емисија имам гледана. Како и да е. Сега одиме заедно да ти одбираме Денешната ново емисија облека. си ти. Може една фотографија? Штрак. Скрап. Добра, супер. Значи, да носиме да ти изменат малку косата. Владо ќе те нашминка, добиеш фотосесија исто така од Владо. Не гардероба дека ќе добиеш Добиеш гардероба, штикли, тоа е тоа. И се допаѓа? Тргуваме? Да, може. Имаш време денеска? Кажи, требаше со една другарка кафе да пием, Требаш, ама стигнахме ние. ништо, па сега баш ми се Пиете јави. вечер кафе со мене. Се јави дека ќе завете малку. Не, ми се јави ми рече ја идам. Супер, одлично. Збунетост и насмевки. Оваа девојка свати дека другарки ја извиси и нема да дојде, па поради тоа немаш избор и замина со нашата екипа. Екипата на комплетно нова сега стартува со работа. Нашата цел е да ја промениме оваа девојка. За само еден ден, екипата на комплетно нова ќе го промени комплетниот надворешен изглед на идниот социолог. 22 годишната апсолвентка на Филозофскиот факултет вели дека секогаш е во едноставни и лежерни комбинации. А освен патики носи и штикли. Симона не се сомнева во екипата на комплетно нова, а најмногу промени сака да направи на низината коса. Следува како ќе изгледа оваа едноставна девојка во модерна тоалета. Првата дестинација е модното ателје Љутикова. А таму што ли да се одбере? За оваа девојка се одбраа 4 модни креации. Оваа девојка има убаво тело, а како ли ќе и прилегаат овие модели? Треба да ги цимнам. Тоа се поставам. Браво. Си уклучила air condition, шубаво си не причекала. Он е Симона Бомбона. И денеска треба да ја облечеме ово. Ајде, ќе обаче 2 години треба да има нешто што сме во нејзината возраст, така.
сега така нешто кратко за навечер, а? Може за навечер да си го користиш? Така Словенска сега скоро. Па таман. Ајде сега ќе погледаме, ќе си пробаме. Да. Првата комбинација. Да си се облече за да те видиме. Сакаш да влупеш? Гледам. Трябваше малко по-келав да видим. За овој став. Ајде, бе. Првата хаljina. Ајде да си се погледаш на огледалата да видиш дали ти е онака. Ще видите как са големи помака? Сите дека ги пробаш сите. Парче број 2. Тоа машкото, ако повод да му биде интересно и да му биде комутна жена за да изгледам. Или има уште една. Вака. Вчера го прочитав и много интересно. Мажи ВСЖ. Жена ќе го купи за 50 денари, не мора да й треба, но важно на разпродажа. Ја баба. Как се допаѓало? Ова ми се допаѓа. Се допаѓа? Добро. Ама ти си се во прашање? Да. Добре. Ајде си сета видиме. Има водот. Добре, не е значи ништо ми Тут е шиша, много секси. Ајде. Јој. Тебе си добро да знаеш? Како е така? Не е секси. Много добро. Много ми се допаѓа. И боите са феноменални. Мене пак. Ова ми се допаѓа. Мене лично најмногу ми се допаѓа. Па да влечеме скорчиња. Јас сакам да влечам, ова го влечам. А толку имаме? Ти не даш ки ти? Има уште една. И ти? Ја и да кажам не сега, чавек ми. Изгласам. Ова е по-фенси. Никој ништо не коментира. Па не, сега Бевме забезикнати од минатиот. Ми пречиш, имаш два контролни. да, пилиоте, нели? Но што мисли нашиот стилист Елена? Да, јас кој образложам дека тритото најмногу ми се допаѓа, најмногу ги стакнам нејзините облини. Мислам дека и тебе најмногу ти се допадна, така? Добро. Спремна за Словенска? Ајде. Одлуката е донесена. Дефинитивно третиот модел и навистина убаво и прилега. Краток фустан во две бои, комбинација црно-виолетово, навистина модерно и со стил. Повели девојче, здраве си го носиш, убаво да си поминеш на Апсолвенска и понатаму сега да те средат. Како и се погоди пред Апсолвенска? Да, таман. И уште ти издржиш шминката до Апсолвенска. Одиме сега на кондури. Одиме. Се кондурираме. Штикли, на штикли одиме. Ајде, Чао, чао. Ајде, штикли врата. Чао, Елена. Чао. Со поддршка од компанијата Глобал го посетивме модниот салон за чевли Аванти. Аванти шуз. Здраво, Анита, мило Анита. Здраво, како си? Јас морам културно да се зборувам. Здраво, добри ли сте? Баш ми е мило што ве гледам повторно. Така, значи сега 3 одбравме седмици. два модели. Да, два модели значи на чевли за нашата кандидатка. Огромен избор на чевли. Нашиот стилист одбра два пара салонки за оваа девојка. Убаво и прилега, но дефинитивно го земаме вториот пар. Погледи. Што рече? Да не забегаат. 30 седмица беа, така? Да. Да видиме да се. Што вие? Така, сам добро. Во ред. Имате чизмички со миле.
Која ще ти клава? 20-ка? Ова е 12. 12-ка, ама од тука наоре, а плюс платформата 6 см. Епа, платформата е скратува. 12 см. Платформата е скратува како на толку да водиш дај. А едната ставија 36-ка, едната 37-ца и види си на Иначе, текова. официјално 12. Официјално. Да. Од официјално. Да, така се разглава, но тоа е долго. Прочитай се. Ти ке можеш ли да одиш на ова? Се високи, веројатно, така да ви тоа малку тешко. Не, ти како Симона, можеш ли да? Како еш? Па добро, како многу си пингвинче. 20 метри 30. Океј, значи се одлучуваме за овие. Да, за 36-ката. За 36-ката, да. Епа, супер. Да ги сега малка синките Супер ќе ти одговараат. Кој ќе се измори после 5 минути да си ги одлучи. Црно-виолетова комбинација на салонка на висока подпетица е вистинскиот избор. Патиките ги заменивме со високи подпетици. Девојко, се надеваме дека ќе ти биде удобно. Вода? Молим. Чизма се дупче, чизма... Да, поубава. Повеќе време. Убаво мирис. Тоа е таа? Да, тоа е тоа. Убаво мириса на комби. Повилете, се здраве да си ги носи. Јас сум ке варјам. Чао. Да. Ајде. Чао, чао, чао. Tell by the way you walk, you wanna be alone with him. 'Cause you're pacing at an open door, you're waiting and he can't come in. Why do you make up all these stories? Make up your mind, decide it for me. I can tell by the way you walk, you wanna be alone with him. Flower tag, Kenzo, the world is beautiful. Marry me. Marry me, le parfum d'une rencontre, de l'envin. Кога сме кај чевлите, не можеме да ги одвоиме од чантите. Нашиот стилист Елена ја посети продавницата Ava Fashion, каде одбра мала виолетова чантичка за оваа девојка, која комплетно се вклопува со одбраната тоалета и чевли. So where you go into tomorrow, and I see that these are lies to come. So would you even care? Пред само неколку часа, оваа девојка не можеше ниту да претпостави што ја очекува. Екипата на комплетно нова за еден ден ќе го промени стајлингот од едноставна Симона, што ја запознавме, во комплетно нова Симона со нов стил. И еве дојде време за нова фризура и промена на косата. Омилениот дел на оваа девојка. Секако поради тоа го посетивме Студио С и стилистот Столе. Здраво.
Спотени се раз. Епа? Симона е спремна на се. Таа комплетно ја добери својата коса во рацете на Столе и нетрпеливо чекаше да го види резултатот. А какви се плановите на Столе? Има доста добра. Не изласкување. Да одмазби. Објасни ми. Па вака моментално ми свртат повеќе варијанти во глава, не сум сигурен че отплика што како ќе биде. Битно че ќе направиме некоја трансформација, не ви кажувам на што ќе работам. Така да ќе остане времето да си го покаже своето и да го видите крајниот резултат и ми избега. Добро, да се подоцна за да видите променат. Ондак, значи сега правиме вртење па работа. Може? Ајде, повели. И старт! Откако Столе ја заврте Симона на спротивната страна од огледалата, започна со работа. Дефинитивно блонд, но во помодерен стил. Откако ја претвори во русокоса и извади прамени во виолетова боја, но само на долниот дел од косата. Потоа следуваше кратење на косата. Столе се одлучи за блага боб форма на фризура. Потоа ја навитка косата со фигаро, а резултатот изгледаше одлично. Но како се чувствува Симона? И дали имаш некоја представа прилика како изгледа, значи боите, формата, стайлингот завршен перфект? Не знам, едва чекам да видам. Да, натрпелива се многу. Многу, најмногу. А каква беше реакцијата? Се исплатеше ли нетрпеливоста? Повели. Супер. Добре. Направихме баш интересна боја, значи убаво осветлување на косата на горниот дел, од внатре значи направивме некоја интересна вилетова боја која што добро ќе лезе, значи како освежување на плавата боја, дека иде нели лето, така да ќе имаш баш онака убава летна интересна тинејџерска фризура, значи и боите се исто така добри. Се свига. Да. Користевме да напоменам, значи користевме препарати на козметиката Лакме, така да имаш супер одлично влакно, значи добро го истратиравме, значи косата остана како што гледаш нали сјајна, здрава, нагувана. И тоа е тоа. Ти се допаѓа? Да. Фала и тебе. Така да. Не има проблем. Се изненадија ли Јана и Владо? Чекай бе, Јана, немај брзи. Ти ја виде? Ја видам! Виде, Симонка. Кај ни е девојчето, бе? Девојчето? Па не го препознавте? Го криете во веце? Пак си уцрвене, шо е работа? Леле, овие камери... Од тебе, Владо. Од мене, не од мене. Од тебе. Си сменил нюансите? Тоа што беше темно, сега е светло, тоа што е светло. Сега е малку како темно. А ти? Реакција? Каде ти реакција? Супер, ми се допаѓа. Да? Се допаѓа? Замисли да не се допаѓаше како ќе изгледаш. Може не беше биде црвена, ќе беше модра. Модра? Не, ти ќе беше модра. Некој од вас. Али затоа сега е насмејана, сликна и се допадна целата трансформација што ја направивме, со бојата, со све, така да двете страни задоволни. И јас, и девојката. Девојко Симона Бомбона. Симона Бомбона. Ајде, ти за заедно ти да се сидиш тука. Идеме се на шминкање. Столе, секоја чест. Уште една добро завршена работа. Следува. Оваа девојка не се шминка, секогаш е природна. Но како ќе изгледа со професионалната шминка на Владо и Арт Деко? Следете не.
Модерен вечерен фустан, прекрасни салонки на високи подпетици, нова фризура, убава чантичка, па секако дека следува и нов парфем. За таа цел, Јана се дружи со Ружица, бренд менаџер на Lanvin. За оваа девојка го одбра Eclat d'Arpage, парфем од линијата на Lanvin. Но зошто? И овој пат Lanvin подарува. Токму така. Раскажи ни нешто за парфемот кој што ќе го добие Симонче. Овој пат го одбравме Lanvin Eclat d'Arpage, парфемот кој извираат емоциите и светлината како во една љубовна песна. Создаден е за ќерката на Джейн Lanvin и ја изразува љубовната топлина на мајката кон нејзината ќерка Мери Бланш. Eclat d'Arpage е нота која ги спојува сите хармонии во љубовната врска. Универзален е и на природен начин станува класичен, митски парфем кој раскажува универзална приказна за верноста пренесувана од генерации на генерации. Eclat d'Arpage што од самото излагување е ознака на бренд и станува олицетворение на луксузните парфеми. Тоа е парфем со символ на сета женска страст за убавината на љубовта, елеганцијата и луксузот. Оваа течност е собрана во шише со сферична форма, декорирано со символичен нацрт на мајка и дете. И нешто за нотата, има овошна нота која што уште во почетокот ве плени со свежината на сицилијанскиот лимон, а подоцна со елеганцијата на бел мошус и амбер. Можете напрскам? Да, можеш. Додека Јана и Ружица се договараа за парфемот, Владо се погрижи за мејкапот на Симона. Користеше декоративна козметика на Art Deco. Најнапред започна со чистење на лицето, а потоа нанесување на подлога. Прво рамномерно ја нанесе подлогата за пудра, а потоа и eyeshadow base, хидратантна подлога за сенка која ја продолжува долготрајноста, интензитетот на бојата и сјајот на сенката и истата ја прави водоотпорна. Следен чекор е нанесување на коректорот во облик на крем, камуфлаж крем, со кој ги покри кожните несовршености. Од пудрите на палетата на Art Deco ја употреби долготрајната безмасна течна пудра Long Lasting Foundation Oil Free, која совршено и одговара на кожата на Симона, а при тоа му дава на лицето природен матиран ефект. Оваа пудра има лесна текстура со средна покривност, која не ги затвара порите и се задржува свежа долго по нејзиното нанесување. За да добие ефект на мека и кадифена кожа, Владо ја користеше транспарентната компактна пудра Silk Touch Compact Powder, која е наменета за сите типови на кожа. Поради црно-виолетовиот фустан за боја на сенката, Владо избра да ја користи виолетовата боја и нејзините тонови. Сенките ги избра од големата палета за бои на сенки за очи на Art Deco. Очите ги истакна со водоотпорен молив за очи од палетата на Art Deco. Природниот дневен изглед на шминка го постигна со користење на маскарата All-in-One маскара, која дава волумен, ги витка трепките, ги прави поеластични и визуелно изгледаат подолги. За да ги изедначи вегите, користеше молив за веги од линијата на Art Deco.
Устните ги истакна со водоотпорен молив за уста и Long Lasting Lip Stylo, долготраен кармин со кремаста и лесна текстура. За бојата на карминот, Владо избра боја од големата палета на Art Deco, која би се надополнила со комплетната шминка како и со бојата на фустанот. Образите и ги истакна со руменило од палетата на Art Deco. А како се прифати оваа девојка со професионалната шминка на Art Deco? Следуваа подароци. Владо и подари дел од декоративната козметика на Art Deco, а Јана избраниот парфем Еклат Дирпеш од Ламбин. Се виде? Се видов. Си се бедните са? Да. Се свиѓуваш? Најмногу. Да. Ева, бидејќи погоди со што те шминкам, Art Deco ти подаруваат нешто, каде си купат нешто ново, си видиме ваков несесер за бојци. Фала многу. Чекај, тоа нешто српкаш. Деле од најбавите маскари. А ти е дупла. Прво вака ставаш, ова не е активирано уште. Ставаш со дебела четка, па после ставаш со тенка четка. Истата четка е само чинеј. Чекај да кажеш тоа уште. А ова е пудричка една. Ото е само тестер, но другите работи не се тестри. Ова е кармин, кој што исто така ќе ти одговара. Со исто така молив кој што одговара со карминчето. Црн молив обавезно. Да, стандард. Кој што не се забукува и убав руш за обравчиње, тоа е здравјенце. Од мене толку и од Art Deco, со ти се кон Јана. Алан Вин ти подарува парфемче кое што ти одговара со промените и кое што не се ми трудам да го изговорам поеле. Фала многу. Стварно ли Јаков? Да, исто. Препорачено е си лилјакови прамени? Да. Ако имате лилјакови прамени на косата, слободно. Не, ја мислам дека може и на други прамени да се ставува. Дај рака, да гарант те на рака. И на рака и тука. Да не е погрешна рака. Ти да ми се работи на нешто. Проверувам дали ми работи носот. Со здравје да си го користиш и тоа, и за здравје да се шминкаш, и за апсолвентска, и за да си се оно, и све со здравје. Одиме сега на представување. Да, само да се облече. Да. Кај ќе се олка? Тука. И најдеме. Океј. Вака ќе чуваме стражање двајца. Поздравете ја новата Симона. Следува, какви реакции ќе предизвика оваа девојка со новиот стил кај своите блиски. Следете не. Се сеќавате ли на старата Симона? Запознајте ја новата Симона. Уште една успешно завршена комплетна промена. Време е да ја представиме комплетно новата Симона на нејзините блиски. Нашата екипа со Јана и Владо се вратија во кафе Балтазар, онаму каде што се започна, а таму не очекуваа нејзината мајка, другарките на Симона како и нејзиниот брат. Време е за представување, а оваа девојка е комплетно подготвена. Мене по женска линија ме фати од Симона Бомбона и ични ми се зборува сега. Добро, значи вака, се наоѓаме пред Балтазар. Тоа е еден кафич кој што се наоѓа одма до Лолеки Болеки Томи Джери. Меѓу, а невестата ја криеме за тоа што како пред црква, тука екипата се точи, тоа е заклучи. Бедлак. Да, незе мора да ја криеме како невеста пред црква за да не ја видат бидејќи се гледа таа страна, ќе мора од другата страна да влеземе и тука пак ќе се појави на вратата. Диверзија. И да не зборувам многу, значи го влегуваме. Добро, што ќе правиме со луѓето кога ќе ни попаднат во несвест, нема да ја познаат 100%. Нема да попаднат во несвест, само не знам. Тоа девојченцето со косичката и со помаранџистата маечка, ја виде како изгледа? Оти Бетина.
Може ли? Да. Ай, се едно да след. Ви се доволja? Ето, стига изгушка. Солзи радосници на лицето на мајка й. Се свија? Ја знам што смо родила. Абе, ја знам дека знаеш дека. Зутим се нешто, чекај. Това са важни. Ептен. Колко си мала? Ау! Фајте го, носите негова глава и он да бедува. Окей, супер. Седни, диши. Седнете ви. Сите беа воодушевени. Што ли мислат другарките сега? Преубаво изгледа. Не знам од која, значи од пред и сега си комплетно нова. Што ти текна да ја пријавиш? Па искрено, не ќе беше да ја гледам во такви панталони, не знам, коса ваква, коса онаква и решив да ја пријавам. И мислам дека не ми се луѓе за тоа. Дефинитивно не. Моля, беше одлично храбра, не? Ми пружеше отпор и ми покажуваше дека се плаши од промени. Малку се притисни која... Да. Мислам дека и зелена да офарбата не сум Ки ни стои? Да, дефинитивно ми стои. Од кога се знаеш? Дека нема да блиска знае. Од градинка. Затоа што... Да. Ева Симонка се црна коса. Але плава подобро стои. Ама ева сега е доволно опуштана за фотосесија да прави чуда. Некако не ми звучи на доволно опуштена. Ти треба на 2-3 раки. Ракивче винце. Сте сликана? Къде да некој да? Да. Сейд компани? Сейд компани. Окей. Или подршка. Не дојдете ли да ги сликаме? Нека дојдат, многу чекам. Прекрасни фотографии за убави и долги спомени. Следуваше фотосесија. Владо направи прекрасни 30 фотографии кои ги подари на Симона. Девојко, се надеваме дека ќе ти помогнат никогаш да не го заборавиш овој прекрасен ден и позитивните искуства. И за крај, уште еднаш ви ја представуваме нашата Мерлин Монро. Упс, се извинувам, нашата Симона. Успеавме овој иден социолог да го социализираме на најубав стилски начин. Нашата мисија е успешно завршена, но само за оваа епизода. Следете не. Драги гледачи, ви благодариме што ни дозволивте изминатите 30 на минути да ве забавуваме. И исто така благодарност до луѓето кои што го возможија сето ова, односно нашите спонзори и помагатели. Почнем. Главен и одговорен спонзор за нашата емисија е Ардеко. Благодарност голема и најголема до нив. Благодарност до Велвет студио кој што се погрижи за мојата глава. Пикокс за надолу. Добро. Студио С Столе, Супер Столе. Студиото на Љутикова. Нашата учесничка. Студиото на Елена Љутикова. Тачно. Ава. За Ната Канавака. Фешн. Аванти. За Ната Канавака. Ние Ната Канавака. Ново такси. А за штиклирање е Исто заедно, така и наово да се шита. Авантишус. Добра, Балтазар, кој што не згрижија и кој не згрижи уште. Шатци. И шатци. Фала. Чао. Чао.